Повод за денешната пресконференция е вчерашниот пожар кој се случи на улица Јанко Цветинов број 52, каде што беше опожарена просторија од стан на 5-ти спрат и во врска со тоа свикавме оваа пресконференција да демантираме, воедно да дадеме и по-веродостојни информации за тоа како се одвиваше целиот настан. Пожарот е пријавен во 16 часот и 45 минути и на лице место е упатено едно навално возило со 5 пожарникари. Веднаш по пристигањето на местото на настанот од раководителот на акцијата е побарено второ пратечко возило со 8000 литри вода. Значи првичната навала, првичната акција се одвива со 12000 литри вода. Проблемот е во тоа што пожарот се има случајно на повисокиот спрат, тоест на негорниот спрат, 5-ти спрат, поставувана е линија, меѓутоа претходно пред да се пушти да се локализира пожарот е извршена проверка на сите станови и е извршена евакуација на загрозените лица. Лицето кое што живеело во спратот е осамена старица од 75 години со здравствени проблеми. Истата е евакуирана, значи ставена во безбедносна состојба, при што е интервенирано и од екипите на медицински центар и извршена хоспитализација на истата. Веднаш потоа се активирани и дополнителни екипи од територијалната професионална противпожарна единица, бидејќи пожарот зема замав пред се поради несоодветната кровна конструкција која што има самиот објект. Кровната конструкција е изградена од дрвена граѓа, од дрвена ламперија и греди. Веднаш, значи, опожарувањето на просторијата од станот, како што ви реков, околу 10 квадрати, пламените јазици ја имат зафатено ламперијата од Симпсон. И пожарот се има проширено во подкровната конструкција, кој што е несоодветно изграден, тоа морам да го потенцирам, без противпожарни ѕидови, а во внатрешноста се има проширено по целата дрвена граѓа. Самиот покривач на кровната конструкција е од лесонит, кој што одамна е исфрлен од употреба, значи не се запазени стандардите своевремено кога бил граден, а ниту потоа има градежна инспекција извршено увид во тоа како е состојбата со кровната конструкција и самиот покривач на кровната конструкција. Од друга страна, пак постои и проблем со окното со кое се врши директно упаѓање на пожарникарите на кровната конструкција, тоест на самиот таван, бидејќи истата е некаде со димензии 50 на 30. Во паралела со неа оди и самиот оџак. Значи тоа представуваше дополнителна потешкотија да пожарникарите се искачат во самото поткрови. Со надчовечки напори, значи луѓето кои што беа надвор, присутните кои што беа и медиуми, го снимаа само надворешниот дел на кровната конструкција и горењето, меѓутоа внатре се одвиваше вистинска драма, бидејќи дури по штета на здравјето беа отстранети изолационите апарати од лицата на пожарникарите и се обидоа, значи, да влезат без изолациони апарати, што во еден момент навистина беа загрозени животите на пожарникарите да дојде и до гушење, не да Боже и до загинување. Целата постапка се одвиваше од тактичка гледна страна, значи се одвиваше според сите нормативи кои што ги припишува тактичкиот настап на настапување на вакви објекти кои е загрозена. Меѓутоа, слушнавме во медиумите вчера дека противпожарната единица од Струмица реагирала несоодветно, дека возилото немало вода. Тоа се очевидци кои што лиферуваа информации, не знам од кои причини, меѓутоа како прво за жал беше констатирано дека возилото немало вода. Значи самиот настап некој пат возилата не останале без вода. Во ниедна единица тоа и се случува и со други единици како кога има вака загрозено, меѓутоа луѓето не ги гледат дека возилата кога циркулираат, значи има дотурна вода на тие возила кои што водата ги снабдуваат по горните спратови. Значи во ниеден момент јас во оваа прилика користам да изразам благодарност и до соседните противпожарни единици, до командирите и подалечните од Република Македонија кои што еве од ваквата информација дека се запалени 12 стана, 6 стана, слушнавме дека има и загрозено луѓе, понудија својата подршка и помош, меѓутоа Струмичката единица беше доволна со тие средства што ги има да едноставно да се справи со пожарот. Како прво битно ни беше да се изврши пресек на пожарот, бидејќи постоеше опасност од самата просторија кај што е појавен пожарот да се фати целата хоризонтала, тоест целиот 5-ти спрат. Се вршеше пресек на пожарот. Во оваа прилика сакам да ги демонтирам и информациите што беа дека се фрлат
водени млазови на места кај што не гори, тоа може само да го зборуваат лаици или зошто не биле користени скали. Тука пред се направија брзи консултации, дали се користи механичка скала или нешто слично, меѓутоа кога се види каква е конструкцијата на самиот кров, едноставно ни беше побитна безбедноста на луѓето, т.е. пожарникарите, и да се изврши евакуација на сите лица. Би сакал во оваа прилика да кажам дека среќен сум, бидејќи пожарот беше и изгасната кровната конструкција заврши со минимална, да речем, минимална, тоа ќе си го кажат и органите кои што ги истрагат и дополнително ќе биде процената, меѓутоа за среќа, значи ниеден човечки живот не можеше да се замени со било каков стан или цела зграда. Во целата таа ситуација, значи од пожарникарите едноставно што беа со минимално беше примено поголемо количество на јаглероден диоксид, меѓутоа немаше акутни труења и заврши, значи, без повреди и смртни последици. Во интервенцијата, значи, до мене се командирите Борчи Ѓузелов и Вернен Стоилов, кои што беа непосредно вклучени во самата интервенција на опожарениот објект. Тука и господин Петко од дирекцијата, инспекторот дирекцијата за заштита и спасување, па доколку имате прашање, повелите да ви објасниме како што беа. Јас имам само едно прашање до вас. Дали таа зграда имаше хидранти и според вас доколку стамбените комплекси, независно дали таа зграда, ги одржуваат тие хидранти, можно ли е да се спречат поголеми катастрофи кога имаме пожари? Имате ли сознание каква е состојбата на струмишките стамбени згради? Прашањето ви е токму на место, значи во самата стамбена зграда, тоа е на територијата речиси на цела општина Струмица, хидранската мрежа не функционира никаде. Значи во 95%, освен зградите кои што се од понов датум градени, значи во тој објект на Јанко Цветинов 52, сите хидранти не функционираат. Значи хидранската мрежа е исклучена, како прво ги нема млазниците, ги нема цревата, доколку би постоеле едноставно станарите со минимална обука од противпожарство би можеле да го спречат пожарот и едноставно да не дојде до такви последици како што беше вчера. Кој е одговорен за тоа што нема хидранти, што не функционираат? Кој е задолжен да води грижа? Значи, кукните совети во некои општини, во некои повеќе или помалку се во фаза на формирање, меѓутоа за таа работа ќе се сносат, значи, одговорност самите кукни совети. Тука е повекано и градежната инспекција, значи, да изврши една контрола и на колективните стамбени згради и од постар датум и од понов датум, дали ги задоволуваат критериумите за противпожарна заштита, бидејќи се има строго утврдени правила, законски прописи за тоа како што би требало да бидат елаборати за тоа постојат и за жал да се помалку се удира на тоа внимание и за тоа доаѓа до такви ситуации.